Добър ден, почитава председателя. Днес се осекам хендикепиран, ще имам 20 минути време за разполагане да го изнесам бюджетът и ово ще следва по ребалансът на бюджетът от колегите пратеници от ВМРО ДПМН, 10 координатори, които имат по 30 минути, ама сметам дека е доволно време за македонската явност да знае що е това, що го прави идната реформска влада на СДСМ. СДСМ е веќе 2 месеци на власт, власт я практикува отговорно, подобрени се меѓународните односи, имаме силна поддршка от нашите приятели от Европската унија и НАТО и нормално е дека опозицията во паника. И наместо прашањето за ребаланс на бюджетот да биде едно техничко прашање, чисто техничко прашање, бидејќи недостасуваат средства на приходната страна, опозицијата го наметнува и го издигнува како клучно политичко прашање дека еве доаѓа СДСМ и на Македонија и престои нешто лошо. И аз ке се обидам денес во мојата дискусија да дадам одговор на две прашања. Дали сме сите исти, а ви тврдам одговорно дека не сме, и дали во Македонија доаѓа животот или проаѓа животот. За перформансите на ребалансот на бюджетот збореше почитуваниот господин министер професор Тердовски, на кого му честитам за храброста што се нафати на ова функција по 11 години цунами во македонската економија, да ја водите. И нема да навлегувам во цифри и во бројки, бидејќи во експозето го кажавте кои се тие макроекономски параметри и што е тоа што очекувате да возможи ребалансот на бюджетот. Ке се навратам на одредни карактеристики и појави кои беа се составен дел на ребаланс на бюджетот, во кој добивме опозицијата најмногу критикуваше. Прво, околу кратењето на непродуктивните трошоци. Значи, ребалансот се состои во висина од околу 3 милиарди денари, тоа е некаде околу 50 милиона евра. Сакам само да ви покажам една паралела и да ви кажам дека не сме исти. Најголемо намалување во ребалансот има кај влада на Република Македонија, начало со премиерот Зоран Заев, се откажува 420 милиона денари, или тоа е некаде околу 1/5 од тоа што се вика вкупен ребаланс на бюджетот, и тоа значи, самите си знаете дека сите не сме исти ваши. Втора работа е околу капиталните инвестиции. Тука имам две прашања вака што ми произлегуваат. Прво е, кој е вашиот кредибилитет да не критикувате за намалувањето на капиталните инвестиции? И сега да се вратам на вашето 11 годишно владение, ама и да не одам од подалеку, да ги земам последните 2 години. Почитувана јавност, еве ВМРО ДПМН, како ја практикуваше власта, поготово како ги реализираше капиталните инвестиции во последните 2 години и да го видиме нивниот кредибилитет и гласност, дали смеат тие да критикуваат за вакви појави. 2015 година завршна сметка. Власт ВМРО ДПМН. 58 милиони евра помалку реализирани капитални инвестиции. 2016 година власт ВМРО ДПМН. 45 милиона евра помалку реализирани капитални инвестиции, плюс испуштена можност од 69 милиона евра за да се земат пари од ИПАРД фондовите за изградба на коридорот 8. Вкупно 172 милиона евра. Промашени капитални инвестиции во последните 2 години од владењето на ВМРО ДПМН. Господа од ВМРО ДПМН, јас повторно ве прашувам, каде е вашиот кредибилитет да зборувате за намалувањето на капиталните инвестиции? Втора работа, која треба да ја знае јавноста, околу терминологијата и бројките намалување на капиталните инвестиции, кој каков термин користи? Опозицијата го користи терминот намалување на капиталните инвестиции, ние од позицијата, од парламентарното мнозинство ќе користиме терминот сведување на капиталните инвестиции на реално ниво, тоест на временската рамка која овозможува од преземањето на власта до крајот на годината 2017 реално да се извршат капиталните инвестиции. И сега тоа ќе ви го кажам кроз 2 примера за тие што не се економисти, за полесно да ја разберат работата. Прв пример, во првото тромесечие имавме раст на економијата 0. Значи се постава прашање, простчен економист го знае одговорот. Ако толку ВМРО ДПМН
ги терал капиталните инвестиции до доагането на властта на СДСМ и ако се грижал за потребите на гражданите, бил отговорна власт, сигурно, ако бяха реализирани доста капитални инвестиции, македонската икономия сигурно ке нямаше стъпка на раз в първият квартал от 0%. За напоменуване, ако се сеќавате, имате тук колеги по-стари в предходният мандат, кога вашият министър Миновски, кој е познат за пола година, што направи 2 ребаланса и издаде една обврзница, ланево във време ви правеше ребаланс на стъпка на раз 2% полугодишно, на стъпка на раз 2% полугодишно прави се ребаланс на бюджета. Значи, на стъпка на раз 0 не обвинувате за ребаланс на бюджета и защо се катат капитални инвестиции, а минатата година във време правихте ребаланс на бюджета, господин от Миновски, на стъпка на раз квартален, полугодишен от 2%. И не се. Одиме со вториот пример. Извършување, остварување на бюджет 2016 година. Имаме сите добра меморија, беше на дневен ред, чинам пред пола месец. Остварен бюджет за 2016 година остварен бюджет за 2016 година 169 милиарди 336 милиона денари, во кој, значи ова е завршна сметка, завършена 2016 година, капиталните инвестиции се остварени на ниво на 16 милиарди 973 милиона денари. Ако удрите малко на дигитронът, ке пресметате дека во вкупниот буџет капиталните инвестиции учествуваат се извършени во висина од 10%. Сега ще имаме со предложениот ребаланс на буџетот. Иако имаме скратување од 187 милиона на 184 милиона, иако капиталните инвестиции се скратени од 26 милиарди на 23 милиарди, сепак, ако ги доведеме во корелација 23 милиарди капитални инвестиции во сооднос на вкупниот буџет ребалансиран 184,745 милиарди, излегува 13%. На завршната сметка се фалевте на 10% реализирани капитални инвестиции, дека буџетот бил развоен, а сега на ова предвиденото на 13% наоѓате замерка и велите дека Македонија, како велите, Македонија губи. Одиме понатаму. Втор пример. Ке дојдеме до тоа, на крајот. Втор пример. Скратување во образованието. Пак низ пример. Факултетот Финки требало да почне со изградба на 9.12.2015 година. Тоа е капитална инвестиција во образованието, за тие што не знаат. Ама требало да заврши на 19.12.2018 година. И денес сме 3 август, од вкупно до сега, ако имало динамика, ако ВМРО ДПМН толку се грижал за сите тие работи, по динамиката требало да биде изграден 48% од вкупниот проект. Сега, на 3 август 2017 година, имаме реализирано само 4%. И сега се кратело од капиталните инвестиции. Не бе, господа, ги сведуваме капиталните инвестиции, одвојуваме пари толку, колку што можеме да ги извршим до крајот на годината. Нема никакви пречки со фирмата изградител Бетон од Штип и нема никакви пречки зошто не се работело. За ваша информација, во буџетот 2015 година, почитувани новинари, имало предвидено 96 милиона, 9,6 милиарди, 960 милиона се извинувам, а има извршување 0. Тоа е ВМРО ДПМН. Трета работа која произлезе од многу интересни беа, например, 6-тиот ден до 10-тиот, кога се расправаше за буџетот за амандманската расправа. И тук има две суштински работи за кои не сте свесни и го доживеате вашиот најголем пораз на поле, што вие најмногу се фалите дека економијата ви е најдобра страна. И ќе ви кажам зошто. Прво, поднесовте 700 амандмани како партија ВМРО ДПМН со 10 претенички групи. Чинам заедно ги донесовте у салата, али 10 претенички групи, секоја посебно ги изработи. Тие амандмани коштат 735 милиона евра.
А капиталните инвестиции, предвидени во бюджет от 2017 година, кои го носихме на край на 2016, вкупно капиталните разходи се 400 милиона евро. А носите амандмани за вашиот бюджет, кој треба ние да му правиме ребаланс, за нови 735 милиона евро. Добро, политичка партия организирана ВМРО ДПМНЕ и така личи, политичка партия организирана СДСМ, така личи. Посетуваме разни места и предпоставам, викавте дека дел од амандманите сте ги презели од нас и предпоставам дека сите тие амандмани се некоја реална потреба на граѓаните. И тука нема СДСМ ВМРО. Сите се слагаме дека се тие потреба на граѓаните. Сега да ви прашам, ако се реална потреба на граѓаните, а преку амандмани биле 700 милиона евра, не ви кореспондира цифрата со Скопје 2014. 680 милиона евра. Па шо правевте, бе, господа, ако беа потреби на граѓаните? Зошто ги давате парите во Скопје 2014? Зошто не ги давате парите за потреба на граѓаните, па немаше да има потреба од никакви амандмани? И знаете кај сте најинтересни кај амандманите? Кога зборувате за градинките. Зборувате, ке имало потреба 150 градинки да се изградат. Знаете колку кошта тие? 25 милиона евра. Вашиот лидер има индиции, се води кривична пријава, дека само за провизии на автопатиштата кошта 25 милиона евра. Тоа е равно на 150 детски градинки. Буџетот. Четврта работа. Што е тоа што мене ме радува и што можем да го видам, освен кратењето и освен намалувањето на капиталните инвестиции, за кои се потрудив да ја објаснам на целокупната македонска јавност, дали се работи за скратување или дали се работи заради временските рокови. Сега, третото е тоа што е својствено на СДСМ, тоа што ние го обеќавме на граѓаните, тоа е алокација на одредени парични средства со кои почнавме да остваруваме дел од мерките кои ги ветивме на граѓаните. Што добија граѓаните? Дел од граѓаните добија 75.000 вработени минимална плата од 12.000 денари, добија стечајните работници околу 3.000 луѓе згрижување, добија домашниот туризам, можност социјални загрозени фамилии за 1 милион евра да ги потрошат и да влијаат на заживување на туризмот во време кога не е летна сезона. Добија малите и средни предпријатија, поддршката на малите и средни предпријатија е 2,2 милиона евра или 13,5 милиарди денари. Се доби укинување на радиодифузната такса, се доби поддршка за привлекување донации од ИПАР програмата во висина од 500 милиона евра или 500 милиона денари или 8,2 милиона евра. Добија поддршка и младите преку гаранцијата за младите. И сега, што е тоа што не разликува, бидејќи реков дека ќе одговарам на две прашања, што е тоа што ние се разликуваме од вас и ово на второто ќе го оставам за накрај, што е тоа што не разликува од ВМРО ДПМНЕ и што гледам јас во овој ребаланс на буџетот, во кој во иднина ќе се води идната влада на СДСМ. Ние ветивме граѓанинот пред се. Сите овие мерки допринесуваат за зголемување на стандардот на граѓаните. Зголемување на платата, значи поголема лична потрошувачка. Давање пари кај малите и средните предпријатија, значи отварање на нови работни места. Ред други работи, укинувањето на радиодифузната такса, значи намалување на трошковите на граѓаните, а истовремено значи зголемување на стандардот на граѓаните. Ред други мерки ќе ги видиме приносени на буџетот крај на 2017, кој ќе почне да важи од 1 јануар 2018, каде што преку данъчни реформи ќе има големи олеснувања, меѓутоа едно е битно. Ние се фокусираме кон граѓанинот и ќе направиме се да изголемиме неговата лична потрошувачка. За нас, социјалдемократите, 21 век не е век дали луѓето ќе взимаат плати или не. За нас, социјалдемократите, 21 век е век за борба за квалитет на живот. На крај, бидејќи милувате да кажете дека единствено преку јавната потрошувачка е таа што ќе биде двигател на македонската економија, тука се разликуваме, ние ќе вложуваме не во згради во образованието, него во образованието како систем кој ќе продуцира задоволни ученици, задоволни професори, задоволни родители. Не во здравството во згради, него во здравство кој ќе продуцира задоволни пациенти, задоволни доктори. И тие се викаат на Запад
капитални инвестиции, а не зградите и нешто друго. Тие се во ред работи, меѓутоа другото ќе го исправуваме за да ги фатиме европските текови. Значи, разликата ќе биде таму што нашиот фокус ќе биде кон граѓанинот и ќе правиме се, значи, да до крајот на нашиот мандат 2020 година секој семејство добие прошечна плата, прошечни примања од 30.000 денари, да имаме јаки мали и средни предпријатија македонски, да имаме одговорно трошење на државните јавните пари преку капиталните расходи, кога ќе бидат ставени во функција преку јавните набавки, и ќе имаме одговорна влада која нема да троши на картички, на бензини, на ресторани, на ручеци и така натаму и така натаму. Сето ова на мене лично ми дава за право да одговорам на прашањето што го поставив на почетокот, дали ќе има живот во Македонија или дали пројде животот во Македонија. Ќе почнем од ова второво. Пројде животот, ама не физички, пројде политичкиот живот за сите тие што ја крадеа Македонија 11 години, за сите тие што ја плечкускуваа и за сите тие што неодговорно се понашаа како политичари. За нив политичкиот живот пројде. А дојде животот во Македонија, ќе доаѓа животот во Македонија, почнува со мерките што ги објави СДСМ, бидејќи имаме реформска влада, на која јас цврсто и верувам, и бидејќи имаме премиер Зоран Заев, кој се што ветил, остварил. За него зборот е збор. Благодарам.